Денес околу 7:20 часот на бројот 112 е добиена пријава за запалена бандера како и неколку трупци спроти детското одморалиште некаде помеѓу Средноводно и Врвот на Водно. Екипа на парк шумата Водно излегла на лице место, неколку добронамерници планинари веќе дејствувале врз опожарените трупци и бандера, но и тие помогнале огнот да биде целосно изгаснат. Еден час подоцна добивме пријава дека на Врвот на Водно гори Даре Джамбас, планинарскиот дом Даре Джамбас. Пријавата добив јас лично од еден од планинарите кои што беа во тој момент на Врвот на Водно и ја пренесов истата во Скопската противпожарна бригада. Екипи итно излегува на лице место, бргу стигнаа овде и го изгаснаа пожарот. Веднаш потоа дојдовме на лице место, при што забележавме дека покрај опожарениот Даре Джамбас планинарски дом скршено и стаклото на продавницата која што е во самиот крст, односно на подножјето од крстот на Врвот Водно. Се работи за вандализам на најмалку 3 места. Од оно што можев овде лично да го забележаме тоа дека пожарот е започнат надвор од домот од куп ѓубре или дрва кои што биле запалени. Потоа, според кажувањата на првите очевидци, пожарот се проширил врз дрвената рамка на прозорот на планинарскиот дом, од каде што влегол во внатрешноста. Екипи на МВР се на лице место и засилено се трага по одговор на прашањето кој го предизвикал овој, но и пожарот подолу спроти детското одморалиште, како и кој го извршил вандализмот врз продавницата која што се наоѓа во самиот крст на Водно. Значајно за граѓаните е да напоменам дека во овој момент жичарницата не работи. Не се знае кога истата ќе продолжи со работа поради прекина електрична енергија. Голема благодарност до храбрите скопски пожарникари кои што итно дојдоа на лице место и многу брзо го изгасна овој пожар, кој што можеше да се прошири и на околината и да прерасне во шумски пожар, затоа што освен планинарскиот дом зафатена и тревата и пожарот може да се расшири и да добиеме еден катастрофален пожар кој што би почнал од Врвот на Водно кон околната шума.